Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Вистински скандал е што во изборна година само преку 2 градски предпријатија се предлагаат планови за вработување на над 700 нови и најверојатно строго партиски вработувања. Повторувам, 700 најверојатно партиски вработувања. Усвојувањето на плановите со кои се предвидува армија нови вработувања се прави во пресред на председателски, но и можни предвремени парламентарни избори. Ова не може да се свати никако поинаку, освен како едно отворено корумпирање на гласачи во полза на власта и давање на надеж и за изборни комбинаторики за вработување на гласачи. Ке се вработуваат советници на директори, раководители и соработници. Имено, согласно планот на јавното предпријатие за комунална хигиена, градот Скопје и Петре Шилегов предлагаат да се вработат 300 нови работници, и тоа раководители на сектори, раководители на оделенија, советници, соработници и друг вид на персонал. Додека само 29 луѓе оваа година ќе заминат во пензија. Согласно пак планот на јавното сообраќајно предпријатие, се планира во тековната година да се вработат 233 луѓе, од кои освен дефицитарни возачи на автобуси, поголемиот дел се администрација, како виши соработници, помошници раководители, раководители на сектори и останати бирократски персонал. Додека се вработуваат 233 луѓе, само 30 од нив ќе одат во пензија, а за наредната година се предвидува вработување на уште нови 170 луѓе. Иако плановите се за тековните 2 години, огромната бројка од околу 700 нерационални вработувања и периодот во кој овие планови се усвојуваат недвосмислено отвараат сомнеш дека градот Скопје и власта прават изборна манипулација и партиски вработуваат на грбот на граѓаните на Скопје. Градоначалникот Петре Шилегов во 2017 година изјави, цитирам: "Градските предпријатија се превработени", а потоа изјави во 2018 година, цитирам: "1200 вработени се вишок". Па јавно го поставувам прашањето: како, кога во условите на превработеност и во услови кога и јавното сообраќајно предпријатие, како и многу други предпријатија, бележат загуби и обстојуваат од субвенции на градот Скопје, ќе вработат нови 700 луѓе. Што се смени за да Шилегов го промени и својот став? Дополнително пак, градската администрација секојдневно се пополнува со тековни вработувања на партиски членови на власта. Се делат раководни позиции, а оние места кои се дефицитарни и понатаму остануваат празни. Има советници, но има и инспектори кои што работат на терен без лиценци. Ова навистина е вистинско безредие. Зошто скопјани при тоа мора да ги плаќаат партиските војници на власта, кои ќе се вработат, наместо да добијат квалитетни и ефикасни услуги кои што им следуваат? Почитувани, ние ќе ги информираме сите релевантни фактори за ова дрско беззаконие и грубо нарушување на процесите. Ова е почеток на нарушување на предизборниот период кој предстои, но и начин за корупција на гласачи. Ви благодарам. Дали имате прашања? Темата може? Темата е, значи, денес ова се точки од денешната седница на Совет на град Скопје. Сакав да ме прашам, дали сметате дека градоначалникот прави доволно осправување со аерозагадување и што може да направи, а не прави вие? Дали имате некакви... Можам само да кажам дека градоначалникот, откако е дојден од првиот ден како градоначалник на позицијата на град Скопје, дефинитивно не се ја свати улогата на градоначалник, односно на вистина не свати што му е опис и попис на неговото работно место.
ветуваше премногу на граѓаните на град Скопје и можеби поентираше токму на она дека главниот проблем, односно аерозагадувањето, ќе го реши со неговите ново предложени мерки. Но еве сме сведоци дека и после година дена граѓаните повторно се гушат, а сите мерки кои што ги носи градоначалникот се направени без претходна анализа, без претходна консултација со експерти, со стручни лица, кои што верувам дека не се и тие задоволни од краткорочните мерки кои што тој милува да ги каже, и тој постојано ја замајува јавноста дека има донесено до сега 26 мерки, но и јас вам како новинари ве повикувам и ве охрабрувам, посебно го ценам вашиот труд бидејќи навлеговте во оној дел на истражувачко новинарство, на вистина да почнете да се занимавате, да ги истражите сите овие 26 мерки и точно да знаете да го споредите тоа ваше искуство со експертското мислење дека од 26 мерки ниту една мерка значи нема да ги даде очекуваните резултати кои што тој ги презентира на јавноста, не во краткорочен, туку ниту во краткорочен, ниту во долгорочен период. Дефинитивно и понатаму, ако продолжи со овој начин на владење во градот Скопје, граѓаните во градот ќе веројатно ќе треба сами да си го бараат начинот на кој што ќе сакаат да дишат чист воздух.